Блажевски Роберт и вели како можам со храна и суплементи да си ја подобрам циркулацијата во стапалата и дали L-аргинин помага во тоа. Роберт, прво L-аргинин не помага во тоа. Пред се помага добриот животен стил во смисла на, нели, она што константно го пропагирам и го зборувам што функционира за мене, а тоа се редовни оброци, пиење доволно вода, затоа што течностите и како се важни за подобра циркулација. Ако гледаме од суплементи, медицината советува витамин Е и Б витамини се важни за да подобриш циркулација. Ако можеби покрај средениот животен стил ја немаш, во тој случај прави суплементира ги тие два витамини евентуално, тоест две групи на витамини, железо како суплемент можеби, но тука биди внимателен и пред се би оставил да се консултираш со лекар, затоа што суплементацијата на железо не е нешто што би требало да си го одлучиш туку така да го правиш. Зачини од кои што куркума и бибер ти се како најдобри кои што стимулираат циркулација, но општото користење на зачини во храната што ја готвиш е секако добро заради тоа што носат и микронутритивна вредност во својот состав. Истегнувања после вежбање или истегнување само со намера за истегнување. Не мора да имаш физичка активност за да посегнуваш по истегнувања, но истегнувањата и како и одредени йога движења и пози како ја подобруваат циркулацијата, така да тие се некои работи кои што би ти ги напоменал за да си ја подобриш циркулацијата и секако доколку во твојот живот има пушење цигари, тоа е прво нешто што треба да го отклониш, затоа што колку и да ги правиш овие работи, пушењето на цигари ќе надвладее на загрозување на циркулацијата поради тоа што ги скрутува крвните садови.